Жителите на Истибања ги пречекаа представниците од делегацијата на Европската Унија во Македонија, кои дојдоа кај нив во рамки на кампањата ЕУ одблизу. Промотивниот син автобус, накитен со знамиња и символи на земите членки на Унијата, сред село ги собра истибањци од сите возрастни категории. Пред нив беше представена идејата за обединувањето и процесот за пристап кон европското семејство, како и можностите за искористување на пари од европските фондови и од програмите за финансиска помош. Ние во изминатите 3 години посетуваме рурални средини и го одбравме ова село, бидејќи тука селото беше типично село ние кое што сакаме да посетиме, со население кое што нас ни е потребно, на позиција на која што се наоѓа и беше вистинско место за да биде дел од нашата посета. И на тој начин ние се среќаваме со народот, со обичните луѓе, со децата, со градоначалникот, и тоа е нашата цел. Со нас, односно во овие патуваат студенти по новинарство, ученици од различни училишта, исто така представници од Европското движење и представници од ИПАРТ. За нас е битно да се сретнеме со луѓето, да видиме што нив ги загрижува, со какви проблеми тие се среќаваат. Пред младите во подрачното основно училиште Гоце Делчев беше представена идејата за заедништво и солидарност, а потоа преку игра и цртеж тие имаа можност да ги пренесат своите пораки за мир и дружење. Училиштето е едно од поактивните во регионот во искористувањето на европската финансиска поддршка, пред се за унапредување на условите за наставниот процес. Веќе имаме искористено дел од средствата од Европската Унија со изградба на лифт и пристапна рампа и обуки за деца со посебни потреби. Се надеваме дека понатаму исто така со вредна работа и со поддршка од општина Виница ќе успееме да искористиме други пари од Европската Унија за да ги подобриме условите за работа во нашето училиште. Фондовите од Европската Унија би сакле направо да ги искористиме за поставување на парно грејење во училиштето еве овде во подрачното училиште во село Истибања, бидејќи сметаме дека има доволен број на ученици и тие заслужуваат како сите ученици да работат и да учат во едни солидни услови за работа. Значи парното грејење не е приоритет во ово училиште. Истибања беше дел од десетината рурални населби во Македонија во кои се реализира кампањата ЕУ одблизу. За вчетврток се најавува дека автобусот ќе престојува во Зрновци, а кампањата завршува в петок со посетата на општината Старо Нагоричани.